прво треба да знаете дека приоритет на новата влада ќе биде борбата за покачување на платите пред се на минималната плата. Бидејќи мислиме дека зошто минималната плата е приоритет, бидејќи не е фер, значи да во едно општество, значи да има значи како вас да се борите секојдневно, да работите во полно работно време, а тие пари да бидат недоволни за една како што треба живеачка. Заради тоа ние планираме во новата власт да ја подигне на 12.000 денари во минималната плата во годинава, во 2017 година. Значи и таа да важи, што е многу битно, и за индустријата за текстил, облека и кожа. Значи тоа ќе биде сериозно зголемување во однос на сегашното ниво. Ова зголемување на минималната плата ќе значи некаде од сегашното ниво за 2400 денари повеќе за секој кој што работи во текстил, во облека, во кожа и работи за минимална плата. И знаеме дека овие пари ќе се потрошат на купување на најбитните производи, ќе почне да се движи економијата, а не е исто како некој да, не знам, гради споменици, гради фасади, тие пари одат за неколку малку джебови се излеваат. Ние сме во консултации и уште повеќе сериозно ќе бидеме во консултации со работодавачите, биде ние на нив го представиме нашиот план за поддршка на ова зголемување на платите, бидејќи сакаме сите луѓе, сите работници да си бидат сигурни и нивните работни места да бидат обезбедени. Така да, како што зборуваме со вас, ние сме свесни дека и работодавачите ќе имаат значи потреба да го изслушаат нашиот план за поддршка, но и да ги слушнеме нивните сугестии и мислења, но мислиме дека ова е едно од вистинските и клучните работи во Македонија, дека мора да се заедно да се избориме со вас, со работодавачите да ја направиме. Бидејќи Македонија многу години наназад има стварно мизерно ниски плати. Прво прашање, 10 години повише не е качено платата. Немаш право да бараш повише, толку ќе се ако артиклите ќе чуат. Второ прашање, хранарина и кујна нема. Толку години бараме, немате право да тоа. Една работа ви кажа, нема власт, нема држава. Едно време државата мисли за народ, а сега народ мисли за државата, нема да го прават народ будала. Или од тоа народ дека биде, народ да го нема веќе. Значи, ние сме, затоа сум и тука, ние сме стварно посветени ова ќе бидеме посветени ова да го менуваме. Сега ние и во програмата, во предлог програмата таа на владата што зборуваме за регистар на прекувремени часови, да води УЈП, значено да се зголеми бројот на инспекцијска контрола, како што може да врши надзор и на заштита на работата, но и на дали има изигрување некој против работниците. Пред почеток на нова влада сме. Значи, цело време се боревме за минимална плата да зголемиме и еве пред да стартува владата, први вакви средби за минимална плата правиме.